Повод на оваа пресконференција од страна на Бедредин Ибраими, член на Државна изборна комисија, е иницијативата за донесување на законот за изменување и дополнување на изборниот законник. Читачи ги тие одредби, јас дојдов до констатација дека погрешен е називот на законот. Називот на законот што се донесе требаше да гласи Закон за разрешување на Бедредин Ибраими од член на ДИК. Со оглед дека бев одсутен извесен период од земјата на службено патување заедно со мои тројца други колеги, ми се јави само еден новинар кој најде за содно да го постави и да го покрене тоа прашање и ме прашува дека законот е донесен, дали вие мислите да давате оставка пред да биде избран нов член согласно законот кој го донеле. Јас со порака го известив и го замолив пораката да ја објави во целост. Мојата порака беше ова. Станува збор за таен, кландестички закон, каде не е почитувана никаква законска и парламентарна постапка. Петгодишниот мандат ми е загарантиран со законот кој е донесен пред дополнување и донесување на овие измени на изборниот законник како во Дивиот Запад. Откако се убедија, особено редефинистите, дека мандатот ми е гарантиран со закон, превзедува компромитиран шекор за самите нив, подписниците на овој предлог закон и за законодавниот орган. Мојата оставка би значила моје согласување со тајниот на кландестички начин донесен и активности на БЕСА и другите субјекти кои тоа го потпишаа, кои се умилкуваат на овој субјект за локалните избори. Моето право ќе го бранам со сите дозволени легални средства внатре и надвор од земјата. Секој почеток има и свој крај. Бедредин Ибраими не е незаменлив. Пред мене на моје место бил некој друг. Во иднина ќе дојде некој друг. Во иднина ќе се менуваат сите членови. Тоа мене ми е перфектно јасно и спремен сум за сите чекори кои ќе бидат превземени од страна на органите во оваа држава, но почитувајќи го уставот, процедурите и постапките како се применуваат законите. За жал, ова изјава беше објавена само во Дневникот Коха. Ниту еден друг весник, медиум, не најде за содно тоа да го пренесе кој е ставот на Бедредин Ибраими во врска со сите овие активности од законодавниот дом и нормално сите последици што ќе произлезат од нив. Ја добив печаток дека сите вие го штитите овај противуставен закон кој беше донесен, а ја го именувам Закон за разрешување на Бедредин Ибраими од член на ДИК. Но како да е? Со оглед дека Собранието на Република Македонија се упушти и понатака, вчера донесе одлука за објавување на јавен оглас за избор на еден член на Државна изборна комисија. Поаѓајќи од моето минато, моето его, моето знаење, стручно, човечко, хумано, оправдувајќи, сакајќи да ги оправдам, мојата диплома стекната уште во 75-та година во Универзитет во Приштина, каде диплома се земаше со учење, читање и полагање на испити, а не како сега. Како да е? Се одлучив да му се обратам на законодавниот дом, односно Собранието на Република Македонија, председателот Талат Џафери, со следна содржина. До Собрание на Република Македонија за председателот Талат Џафери, Скопје.
од Бедредин Ибраими, член на Државна изборна комисија. Предмет: укажување со предлог за ставање вон сила на одлука број 08-3128/7 од 13.9.2017 година за објавување на јавен оглас за избор на еден член на Државна изборна комисија. Службен весник на Република Македонија, значи објавен во служба истиот ден кога е донесена одлуката, број 127 од 13.9.2017 година. Господине председателе, ви укажувам дека на 15-та пленарна седница, одржана на 13.9.2017 година, Собранието на Република Македонија донесе противзаконита одлука за објавување на јавен оглас за избор на еден член на Државна изборна комисија. Господине председателе, за избор на член на ДИК треба да постои реална потреба за тоа. Реална потреба не постои, од причина што на ниту еден од веќе избраните членови од претходниот состав на Собранието, вклучувајќи го тука и членот предложен од страна на политичка партија во опозиција со втор најголем број пратеници во Собранието на Република Македонија, не им престанал функцијата пред истекот на мандатот од 5 години, сметано од денот на нивниот избор. За да ја донесете спорната одлука, најпрвен треба да донесете одлука за разрешување на член на ДИК, и тоа само ако е исполнет еден од условите утврдени во член 28 став 1 од изборниот законник. Во заграда читајте член 28 став 1 од изборниот законник. Мандатот во трајање од 5 години е стекнато право на постојачките членови на ДИК и истиот не може да се одземе со изменување и дополнување на изборниот законник, на скандалозен, противуставен и спротивно на вашиот деловник, без при тоа да се побара мислење од влада и други надлежни органи во однос на основаноста на измените кои ги направивте, како и импликациите во однос на нивно применување во пракса. Како долгогодишен правник, ме чуди фактот што самиот законодавец не ги прочитува законите и процедурите за нивно применување во пракса. Вие како законодавен дом го давате најлошиот пример за нефункционирање на правна држава и не знам како очекувате други органи и институции тоа да го прават. Мора да ви укажам дека последните измени се скандалозни, каде директно се атакува врз еден член на ДИК, заборавајќи при тоа дека таквите измени имаат импликации и врз тројцата членови на ДИК кои се избираат на заеднички предлог на партиите од власта и од опозицијата. Актуелно, втора поголема опозицијска партија е друг субјект во однос на претходниот состав на Собранието, што подразбира дека таа треба да се произнесе и за тројцата членови на ДИК кои се предлагаат со заеднички предлог од страна на партиите во власт и опозиција, се разбира по објавување на јавен оглас.